Лева, десно. И се враќаме од минатата недела. Значи, анализата што ја правевме минатата недела, чист рекап да направиме, пошто видеото, односно митингот што беше измеѓу неделата, беше чисто за да прокоментираме за трейдот што фативме и останатите парови кои што ги анализиравме, но немаше многу активни клиенти, така да претпоставувам, пошто беше работен ден и така натаму, али како и да е, тоа видео не беше снимено, реков дека во недела ќе направиме пак еден мал рекап. Така да почнувам со паро кај што фативме трейд, излезли со јенот. Тука имаше зона на интерес, кај што имаше повеќе реакции овде. Ова реакција спомена во минатиот митинг порано со ICT концептот ја гледавме како liquidity, точно овде има голем liquidity, но после повеќе брейкови на структура, ретест на fair value gap со собран buy side liquidity, ова ми беше точна конформација за да отвориме позиција sell. Така да овај engulfing candle беше причината за овај entry, да речем овај трейд, зашто го Една отворим. цигари имаш? Како? Има нека цигари? Има нека цигара? А, мотирајте се само тие што влегувате новите. Имавме реакција на Daily Zona, значи како што коментирав минатата недела, првиот 4 сат мувмент секојаш е фейк. Односно ова се деси во понеделник. Во понеделник имавме реакција нагоре, значи овде фактички down candle беше во open зоната, односно во 11 часот кога се отвори маркетот, имавме онака engulfing break преголем, кај што нормално ние гледавме за сел. Можеше од оваа реакција да има сел и да продолжи цената кај што стаса до овде. Сега, она што зборував дека 4 сати е fake movement, значи ова го зедов како прв fake movement, пошто има и овде зона на интерес, кај што може да реагира точно од ова беше цената во зоната на интерес. Fake movement се деси на open price во 11 часот од недела према понеделник. Беше собран buy side liquidity, се задржа ценава, повеќе пати имаше реакција, на помал таймфрейм повеќе брейкови, со собран, значи ова ми е голем показател кога има собран buy side liquidity, fair value gap, нов брейк, ми е добар показател за сел. Така што државме 2,5. Сега чисто прокоментиравме на минатото видео, односно на минатиот митинг, дека сакам ова да се собери, што прави цената, иди го собира и повторно оди долу. Значи овде имавме повторно, да речам, уште еден entry, нормално јас не го објавив тоа што не сакав да се алчи и мислам дека се деси во надвор од сесиско време, така да еден трейд е доволно кога ризикуваш повеќе капитал. Еврото, што не може малку бака се што да преболам. Овде првиот ентри, значи овде обратната страна, sell side liquidity собран, брейк на структура, правиме ретрест. Првиот ентри се случи во 9 часот, мислам, вечерта, 21 часот, кај што беше надвор од сесиско време, исто не сакам да... Многу ретко отварам позиции во сесиско време, надвор од сесиско време, така да не очекував дека ќе има нов ретест, искрено, но кога се уклучивме во четвртокот, цената беше тогаш имаше вести средата или четвртокот, не ме држате за збор. Со овој кендел собра нов sell side liquidity и се што требаше да почекаме да има нов брейк на 30 минути за да знаеме дека цената оди нагоре. Тој брейк се случи во 9 часот, мислам, наутро со engulfing candle. Не, ова е 2 часот. Само да видам. 2 часот имавме engulfing candle и break, а ретестот се случи во 9, 8 и 9 часот. Значи овде имаше комотно re-entry во оваа позиција. Исто имаме пимбар, кај што кажува цената дека реагира од оваа зона и достигна до добри 1 со 12. Така да
она што го анализиравме испадна во наша корист и погодивме се. USD JPY ја погодивме, еврото го погодивме дека оди нагоре. Следнош беше USD CAD, ја додадов, пошто видов и јас сум уштена група кај што учев од менторо, значи ја додаде како валутен пар го додаде со интересна приказна. Исто имавме реакција, 4 сати беше лажен мувмент, ретест овде собра intermediately high, не го собра овој вик, но како и да е, после собирањето на Bicep liquidity да е intermediately, тоа значи дека овој вик е оставен како weekly high, заштитен, но тие што се по него се собрани, односно цената напумпала пари, собрала liquidity, има можност да турка надолу и тоа се деси. Собран liquidity, зона на интерес активирано, брейкови со ретест, значи овде имаше еден со 2,5 да се фати трейд. Ако држевме и повеќе, значи ценава да стигна 1 со 7. Така да овој валутен пар не го анализиравме во минатиот викенд, но го додадов, го следевте во групите, го додадов како уште еден валутен пар што беше интересен. GBP CAD се случи во понеделникот. Искрено би го гледал како дабл топ, што функционира доста добро со оваа стратегија како зона на интерес. Имаше дабл топ, брейк на структура, ретест, сел. Ова се случи во понеделникот, сакам да кажам дека понеделник ретко трейдам, зашто ти имаме weekly open price, имаме, значи понеделникот секојаш диктира информација на Вико на свеќата, така да одбегнувам понеделник да трейдам или што знам, ова мислам дека воопшто не сопулив на чарто во понеделникот, односно сопулив покасно, ако би го видел ова може и да отворевме тука трейд. Како и да е, значи анализата и тоа што го гледам ни дава показател дека стварно е во наша корист анализава што ја правиме, зашто еве да го тргнеме во USD-CAD. Имавме 4 парови, мислам, или 5. Сите појдеа во смер кај што очекувавме да одат, така да анализата е доволно показател дека насоката ја имаме. Останува да сме фокусирани на entry сигнало и тие liquidity grab, односно buy side, sell side liquidity што ги прави маркетот, односно тие мувменти, fake movement, она сакам да кажам, или лажен мувмент, да останеме фокусирани да ги следиме кај се што се, од кој ќе се направи тоа, ако добиеме entry сигнал со брейк на структура, со engulfing и сите тие работи, тогаш нема што да се думаме, влегуваме entry и тоа е тоа. Се случува и после ова да имаме да сме собрани, односно да оди цената надолу, али тоа е правилото, кога сите правила ќе се поклопат, нема што да се думаме. Значи се случувало да се поклопат сите правила, да влеземе во трейд и да ни сврли. Али вакви трейдови стварно се, мислам, во мојава кариера доволен сум од тоа што сме анализирали, али че има и вакви трейдови виднина и пак ќе кажам да задржиме фокусот да ги следиме тие лажни мувменти. Што е толку за минатата недела. И за тоа што анализиравме сега, ова е лайв кај што ќе анализираме за следната недела, значи очекувате дека видеото може да потраи долго, подолго од 40 минути, така да знам дека се гаси на 40 минути, ќе препуштам нов линк, ќе привлезиме повторно ако не завршиме, пошто искрено маркетов така го пролистав, не гледав нешто многу. Така да почнуваме се со анализа за следната недела. USD-JPY, значи мој таргет е секојаш да влегувам. Ако гледаме како што викаме импулс корекција или не знам како кажувате, што кажам импулс корекција, значи импулс првиот мувмент во трендо, корекција вториот мувмент. Јас секојаш обожавам да влегувам или на средина од трендот или влегувам на почетокот. Се овде во оваа ситуација ние влеговме на средина од трендот. Што значи тоа? Тоа значи дека ако одиме според структура, следна структура што треба да се собери е ова долу. Се наше да влеземе на почетокот, односно тука, почетокот на новиот импулс или да влеземе во средина. Сега веќе цената е
односно кенделов е спуштен или трендот како и да е спуштен повеќе од половина, така да овде јас не гледам да влезам во трейд и да го возам до оваа структура. Зошто? Пошто сме веќе заминати со трендот повеќе од половина, фативме ние средишен ентри, задоволни, така да овој пар го тргам на страна. Зошто тие при крај на трендот, значи може и ова да се случи, да оди уште надолу. Али за нас, ние гледаме моменталната цена, односно за мене, пошто јас се преманализава, овој пар ми е веќе трендот е десен и не сакам да го трейдам. Така да тој пар оди долу. Сега овде само малце да распоредам, една секунда, пошто не ни чепкав во... Вака, значи, овој пар не го трейдаме од причина што, како што наведив, веќе ме десен. Добро. Еврото исто. Еврото испукано all time high. За жал пропуштивме позиција за да го возиме догоре. Сега искрено после овој импулс, после овој дисплейсмент или како да е, испукување, има можност да оди до догоре, има можност и до сите следни структури, но за мене чекам да се врати, односно да направи корекција и на почеток од корекцијата да го продолжиме трендот, така да и овој пар отпаѓа за ова недела. Сега овде што е интересно, USD-CAD, интересно, се врати во подлабока зона на интерес, кај што се следи за реакција. Се овде кога што гледам, може да донесеме подолу, може да има некоја реакција како Doji Candle, значи Doji Candle и следниот викенд, ова е на weekly time frame, значи пошто овде uptrend, ова како земиме како лош, искрено не ми е некако чиста структурата, повеќе би го зел ова како лоу, одавде доди директно догоре. Значи ако одиме технички, ако одам јас, би го зел овој импулс, корекција, подлабока корекција. Се што значи? Ако сме на weekly time frame bullish, пошто со овој импулс сме bullish, овде се сите структури собрани. Ако одиме според ова техничка анализа на weekly да сме bullish, значи ние бараме buy. Сега, моментално, овде имаме преголем engulfing displacement candle, и што искрено би очекувал следнава недела да има реакција доджи, па наредната недела да одиме нагоре. Така да го имаме на око овој пар, да видиме, зависи ако ми дај некој интересен price action во оваа зона на интерес, би го играле во игра, а ако немам доволно, да речем, конфирмации, како и да е, ќе го оставам да стои како пар, а во текот на неделата ќе дам известување, да не се задржувам многу и да зборувам, али моменталниот price action е sell. Ако гледаме големата слика е bullish. Сега против овој тренд не би сакал да играм, пошто може против овој price action што е на последниот weekly candle, значи може едноставно и да продолжи надолу. Затоа го оставам како на пик, а ќе го гледам неделава, ако има нешто, па ќе има дополнителни известувања. Сега, овде сличен price action, али овде имаме преголем engulfing candle, а на GBP CAD имаме како не engulfing, току може да се земи како пимбар. Сега, кај се враќа овој пимбар? Овој пимбар се враќа исто на интересна зона. На weekly имаме едно пипкајне, две пипкајне, три пипкајне, така да тоа би го зел како зона на интерес. Daily исто. Сезонава на интерес треба да запазиме да не е повеќе од 60 пипови, 40 до 60 пипови. Ова е 100, така да треба да се минимизира, да биде помала. Така што моментално е цената тука.
Една випка, 1, 2, 3, 4. Викли сме uptrend. Ова е последен low. Ова е последен high. Ова ми е минатата недела, така да пишуваме причини за buy. Одиме сега топ-даун анализ, конкретно јас како анализирам и што запишувам и како иди идејата за да отвориме трейд. Викли ми е uptrend, ова е само че ги избришам овие работиве за да не ми смета. Може да ги поделиме деновите. Ако нешто ви е нејасно на крај од видеото, ќе слободно ќе поразговараме. Тоа е. Ќе поразговарам и ќе ви објаснам тоа што не ви е јасно. Викли рековме дека сме uptrend. Daily можам да го земам исто како uptrend, пошто искрено немам овде нека структура, да речем кршена структура, ова може да се земи како low, мада што да, може да се земи како low. Ако го земаме тоа low, значи daily дека сме во downtrend. Daily сме во downtrend. Сега, daily пишуваме дека сме bearish. 4 сати. 4 сати сме исто bearish. Зошто bearish? Ова ми е последен high, ова ми е последен low. Се тоа е натрешен price action. Овде морам да напоменам дека секогаш се базирам според weekly timeframe, значи големиот timeframe. Ако големиот timeframe ми е bullish, секогаш барам bullish. Многу ретко се случува да или да сме all time high или all time low, па онда веројатно ако сме all time high, сега гледам дека има зона на интерес и кај што има повеќе реакции. Daily ми крши bearish и 4 сати ми крши bearish, а weekly останува bullish. Тоа е во превод дека јас се фаќам корекцијата, тоа ќе играм контратренд, али тоа треба да сме веќе на all time high, на weekly, после на daily да имам брейк на структура како што беше овде, на основа GBP ја гледавме 2 недели уназад за сел. Памтам овде дека и не isфрли со овие liquidity grab што не ги направи, така да daily беше bearish, ретест и нови ретест, фактички играв контратренд, корекцијата до новата зона на интерес, кај што верувам дека ќе има реакција и цената оди нагоре. Не можам се да ви доловам, али полека. Значи, ова земаме како daily плюс weekly зона на интерес. Кога одиме на 4 сати, пишавме дека сме бериш, следно што правам, се враќам онново на weekly, го запишувам последниот weekly candle, односно профайл, како се затворил, што направил. Се последниот weekly candle. Значи, 50 до 70% е pin bar reaction, значи колку погоре се затвора, толку повеќе постапу давам. Pin bar значи дека има реакција, односно сака трендо да врти. Се овој pin bar, значи не е овој pin bar, туку е приближно на pin bar, тие што знаете. Така да верувам одавде дека open price може да ретеста уште еднаш со вик и да одиме нагоре. Така да ова е чисто запишам што се случило на weekly. Одиме на daily. На daily она што можеме да забележаме како лево рамо на Head and Shoulders, глава, сега се чека десно рамо да имаме брейк, ретест и нагоре. Она што можеме да го забележиме.
Доволно ми е да запишам на daily, на weekly што се случува. И потоа 4 сати чакаме само да дедиктира. Оно што сакам 4 сати да го направи, да се отвори open price, да имаме собирање на ликвидити. Оној прв fake movement, што го кажувам, повторно собирање на ликвидити, па да го имаме правиот movement нагоре. Така да, овде ставам јас аларм, кога идеме на зона на интерес, чисто за да го следам. Само секунда. Не ми треба штеј, току ми треба ова. И нормално запишувам да знам што чекам. Вака си ја диктирате трейдинг план. Значи, односно ја диктирате идејата што имате во главата зошто баш играме бај. И ова обавезно 4 сати мувментов јас си го запишев, пошто ме изгори изминатиот период, си го запишев да си го гледам, за да ме потсече. И нормално трейдинг плано, што ми е штиклиран, мислам, што го имам, си штиклирам она. Чекам брейк, штиклирам. Чекам булиш, штиклирам. Engulfing candle, чекам, штиклирам. Зона на интерес, реагирало, штиклирам. Така да, тоа е тоа што се однесува до GBP CAD паров. Одиме следно. Euro GBP, иста приказна, значи сме на крај на трендо, не сакам да го гледам. USD CHF, иста приказна, не сакам да го гледам. NZD USD. NZD USD. Оно што можеме да видам дека имаме преголем engulfing candle, што е добро за бај. Одиме со тренд. Weekly тренд ми е бериш. Сега овде, ако ми е weekly бериш, кажав јас дека барам сел нормално. Али после ваков engulfing candle, булиш, овде имаме во близина структури, кај што се собрани. Така да, искрено би очекувал дека цената ќе оди нагоре, но не сакам да играм контра тренд. Така што ќе запишам јас дека го гледам како бај, ако имам чиста слика би играл за бај, но пак ќе кажам. Weekly ми е бериш. Сега овој хај е оставен 25 ноември. А ние сме моментално 13 април. Ако ја гледаме овде price action, добиваме engulfing candle, се ова е малце подлабоко. Добиваме engulfing candle, јас би играл бај. Дефинитивно би играл бај. Така да ќе го гледаме ова како бај. И нормално во текот на неделата има информација. Daily, го зајми овој последен хај, овој последен лоу што е така, значи daily ни е булиш. И нормално 4 сати булиш, пошто гледам дека е затворен нагоре сеќавате. Односно, имаме и овде брейк, така да ако одиме според price action, нов low, break high, нов low, нов break, така да 4 сати е булиш, daily е булиш, што е
одличен показател за нагоре. Сега сакам да ја нацртам поуго зонава на интерес. Околу 60 пипови. Навикли ние тука не се завршени хајовите. Искрено не очекувам дека ќе има многу длабока реакција надолу. Така да зона на интерес би била ова. Значи имаме едно пипкање, 2, 3, задржување, брейк, ретест. Не ми беше нешто најсјајна, но би ја имале ноко. 50 пипови. Се враќаме на викли. Викли имаме Викли имам engulfing candle и се затворени над структура high имам запишано, односно овие две структури што се лево, затворен кенделов над нив, тоа е доволен показател дека ценава би одела горе. Тоа ми е доволно да знам на викли. Толку. На daily она што можам да видам исто затворена свеќа над структура high. Daily има break на EMA. И имаме engulfing candle. Значи доволно причина за да оди нагоре. Моментално не ги гледам пораките што ми пишувате за да бидам фокусиран или ќе поразговарам. Едно што Фибоначиов не го искористив на овие, да речам, делови, пошто Фибоначи го користам многу ретко на 4 сати. Мислам, јас користам на се Фибоначи или во моменталниот price action што го гледам сега, ако оптегнам Фибоначи, гледам премиум дисконт. Значи, поблиску ми е зонава на интерес овде. Значи, овде може само да си додам како друга зона на интерес, односно да очекувам дека ќе дојде до дискаунт. Значи, има опција. Али не можам се да опфатам. Значи, има опција две викли зони, две дейли зони, пошто не по секоја цена може одавде да реагира, може од подолу, може од подолу. Сега чисто горе-долу да ве воведувам полека, па понатаму ќе додаваме се. Сега го што кажав, Fairway ги појави сите овие работи ги земам на помал таймфрейм, земам и на поголем, али воглавно во зонава на интерес што ја цртам, ако слегуваме на дейли имаме ордер блоко, имаме Fairway гепо, имаме све и се што. Затоа не сакам да тупам многу со тоа, туку чисто зона на интерес и во таа зона на интерес јас можам до утре да си пишам колку приказни имам, ели да биде како да кажам, да биде не толку комплицирано и комплексно, туку да биде што помалку напишано и доволно јака причина за да имам реакција. Сега пак ќе кажам, може цена вода се спушти. Ако се спушти овде јас моментално гледам на нова зона на интерес. Овде гледам Fairway или Gap. Ако го оптегнам пак ќе кажам Fibonacci, имаме 50% али сето тоа овде ако го кажувам, не 2 сати, ќе трајува до утре. Така да чисто сакам тренд, сакам реакција да ви ја кажам и понатаму јас сега го пишувам во Discord и во Telegram групата, цело време апдејти пишувам. Се овде ве воведувам како ги гледам јас и која е причината зашто купуваме, зашто продаваме. Нормално има и луѓе што ништо не знаат од ова, така да затоа полека и тие сакам да ги опфатам и
Сакам и вас што знаете да ве опфатам и да пренесам јас се што знам и да научам од вас вие што знаете. Има уште 3 минути од Дискордов. Овде паузираме, значи пуштам нов линк и се уклучуваме, продолжуваме натаму. Значи се станавме на NZD-USD. Не знам со кого разговара, значи има повеќе елементи тука од Фибоначи и од сите тие работи, или одзема многу време да се објаснува сите тие работи сега на маркет анализа. Сега го кажуваме трендо, ја чекаме реакцијата, зошто гледам баш така и тоа е тоа. Постепено, подлабоко, ќе коментираме за сите останати работи. Сега, она што кажав, не е задолжително да имаме една зона на интерес и само да чекаме од тука. Цртаме повеќе зони на интерес, кај што има реакција, значи има реакција sell. Овде имаме break, retest, buy. Овде имаме непочитување на зоната. Овде имаме пак амнезе, break, retest, buy. Сега сме retest, buy. Овде имаме нов break, сега имаме пак нов break. Може да се деси retest, buy. Може да се деси долу. Затоа треба ми се испоштова entry сигнало, треба ми се испоштова, значи, сите тие работи што ги имам на трейдинг плано, за да влезам бај. За да не губиме многу време, продолжувам. Значи, само да тргнем на страна, си местам аларм. На алармо пишувам retest за бај. И се чека она entry сигнало, сите тие работи што ги чекам за да одиме бај. Се запишувам. Следам 4 сати структура, entry сигнал. Ако во случај ја пробуши на 4 сати прамувавате или на дейли ова структура, чекам подолу. Ако одавде имам реакција, одавде играм бај. Тоа е тоа. Значи GBP get retest buy, NZD USD retest buy. Одиме на следна NZD JPY. NZD JPY имаме харами патерн, односно две реакции од зона вамо што е лево. Така да после овој патерн би очекувал pin bar патерн, пошто сме bearish. Значи ако сме bearish, имаме retest, pin bar и sell. Сега тој pin bar може, значи комотно цената и да го одигра ова. Да реагира во fair value gap овде, превива structure point дори sell. Искрено и може да се земи како main фокус и овој пар, така да дели сме исто bearish. Четири сати сме bullish. Ако сме daily, weekly bearish, доволно е да знам дека играм sell. Следно што праваме, барам зона на интерес. Preview structure point ми е овде. Значи имам едно пипкајне, две, три, значи 4 интересна зона. Се овде има уште повеќе факти како ги одредувам зони на интерес. Не е само 3 или повеќе пипкајна, има и она бројам колку пипкајна, например, ако имам едно пипкајне, имам ретест. Значи функционира. Овде имам брейк без да ретестни, значи не го поштова. Овде имам повторно што не го испоштовало, овде имам повторно што не го испоштовало. Значи тоа се зема во обзир, али како што кажав, постепено навлегуваме. Прво треба да се запознаеме, па постепено да ви објаснувам зошто, што и како, која е приказната. Сега. А, ова зона на интерес ми е на викли.
Инаку, зонивен интерес ги барам според последниот импулс, односно последен хај, последен лоу. И одавде, од кај што е цената завршена, комотно одите со стрелка, да речем со линија и одбирате тука и гледате налево што се случува. Значи до последниот хај. Затоа што ми е овде видливо, Previous Structure Point е видлив овде, така да затоа зедов како зона на интерес. Има доста реакции, истото и на daily. Може има од погоре, се после, пошто овде е последен хај, значи одиме до последниот хај, последен лоу. Прво што ни на памет е до, значи, Previous Structure Point и чакаме тука реакција. Психолошки левел, односно, ова го пропуштив во првите две анализи да направам, да го кажам. Значи овде секош пишувам да ми се поклопува или 0 или 500, значи 84.000 или 84.500, 85.000 и така натаму. Тоа ми е психолошки левел кај што лесно предпознатлив број, значи во превод на што. Тоа го додаваме сегде. Ако го има во зона на интерес, тоа е како дополнителен, да речам, конфлуенс, како дополнителна причина на нашки кажано, зошто би би купил од тука или би продал. Оп, овде имам грешка. Ајде, ќе ги средам, битно ви доловив. Сега, од кога ќе најдеме тренд на weekly daily 4 сати, најдуваме зона на интерес, следно што е, пишуваме last weekly candle што направил. Овде патерн е харами патерн. Харами за бај, или со оглед на тоа структурата што ни кажува, овде ќе имаме fair value gap. Сега она, затоа не сакам премногу да ја тупам на анализава. Фибоначи имаме дискаунт премиум, значи овде е премиум, ОТ модел, одиш на daily breaker, order блок, има 1000 елементи. Затоа за да не биде нешто овде, само weekly зона на интерес или daily зона на интерес и тоа е тоа. Ако се врати ценава тука, имаме previous structure point, имаме бла 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 бла, тоа е доволно. Weekly забележав. Одиме daily. Уште еден елемент, weekly previous structure point, може на ретест. Daily е иста приказна, значи previous structure point, fair value gap, оте 4 сати чекаме ретест, entry сигнал и запази мувмент, односно. Ако овде ни дај sell, значи како што кажав, првиот мувмент, секош 85% е fake movement. Ќе чекам собирање на овој high, break, па играм sell. Така да овде си клавам аларм. Ова линија овде како можам црвенава, некој ми има напишано на екранов да избрижам, не знам дали ја гледате. Ако ви смета. Или како е, ако не ви смета, не е проблем. Значи NZD JPY играме sell. NZD CAT NZD CAT с NZD JPY има слична приказна. Да. NZD CAT weekly ни е bearish. Daily е bearish.
4 сати ни е булиш. Али доволно е двата големи таймфрейми. Оде што можем забележаме Харами паттерн на викли, реакција во previous structure point. На викли. На daily. Иста, значи copy-paste од NZD JPY. Се овде што може да се додај. Daily што сакам да видиме доджи пимбар, односно реакција од зона. Самото тоа што ќе си скачи, ако си скачи ценава горе, ќе имаме ретест од EMA, исто го земаме како зона, кај што реагира и одиме сел. Али не е тоа доволно нормално, затоа запишав и чекам entry сигнал, чекаме многу други фактори, моментално е цената над премиум, односно над 50%, ако е во премиум скапо продаваме, скапо купуваме ефтино. Она што треба за направиме да се клама аларм. Retest the sell и треба да психолошки левел да напишеме 80.000. Тоа е тоа. На NZD CAD се чека entry сигнал на помал таймфрейм за сел. GBP/USD Doji Candle филован. Евро USD ми имаше екстримно, на екстримно беше испукан. GBP USD е во корелација со Евро USD, така да не би го гледал. GBP NZD, слична приказна со GBP CAD, значи вратен е на... Не е се уште вратен, или тука е во зона кај што може да реагира за buy, али после ваков преголем engulfing candle, што кажав и на GBP CAD, уствари не е engulfing, него е сличен на пимбар, али овде имаме engulfing. Јас не би одел против овој candle да играм buy, така да не го гледам. Значи не го гледам овој пар. GBP со јен. Овде имаме пимбар. Значи имаме, ако можете да забележите, овде има реакција од повеќе свејки. Така да следнава недела би чекал ретест во ова зона за сел. Така да следнава недела да имаме кендел за ретест. Па тек наредната недела да одиме сел, така да не ја гледаме и ова. GBP со Франко не го гледаме. Значи на крај на тренте, на викли, нема што да барам тука. GBP AUD Харам патерн. Не ми се допаѓа last body candle. Не сакам да ризикувам кога ќе видам голема свеќа црна или сел свеќа, значи кои се шансите да имаме нова buy свеќа? Многу минимални, така да тие се моите правила, може никој нема да се согласи, ќе си напишеме на чат. Да, Велимир, користам и Dixi или многу ретко ги трейдам USD, GBP, USD, Euro, USD, така да затоа и не гледам на Dixi моментално. Euro, NZD ми е на екстрим овој пимбар,
Следно што би очекувал да биде сел или нема да играм контра тренд од причина што не знам, daily ако се случи оваа ситуација, да имаме нов хај, да имаме daily бериш, онда би играл за сел или имаме веќе 4 парови, кај што ни е чиста слика да така да не сакам да се вмешам во нешто што не ми е чисто. М, Овде што можам да видам дека овде сме бериш. Овде имаме engulfing candle. Не баш чист price action имам во ценава, кога тргам и овој пар на страна. Еврокет, слична приказна, значи еврото е на екстрим скоро на со повеќе парови, така да не ми се допаѓа да го трейдам воопшто еврото следната недела. И евро, ауди, иста приказна. Значи имаме за следнава недела 4 парови. GBP Cat чекаме retest entry сигнал bullish за buy. NZD Cat чекаме retest, NZD USD извинете, чекаме retest за buy. NZD JPY чекаме retest за sell и NZD Cat чекаме retest за sell. С NZD USD за buy, NZD Cat за sell. Овие се во корелација повеќе пати, но ако добиеме entry сигнал влегуваме. Мислам дека толку беше за анализава, пак ќе кажам, ова е второ видео, првото беше 40 минути, второ може и тоа да трае 40 минути. Искрено не сакам да имаме маркет анализа повеќе од 40 минути, затоа мора да се договориме или да имаме екстра час, екстра митинг, кај што ќе се разјаснуваат некои работи, за да не мора да дремиме 2 сати на маркет анализа, искрено бара фокус, бара внимание, а сакам, како што кажав, да ви доловам се како опрам и шопрам, така да мора за ова да се консултираме понатаму. Што и како за тие што прашавте, имаме Discord група, имам сигнал група. Е сега, што е разликата? Ја овие митинзи, ова се што го правам, значи се што правиме уствари, се е бесплатно. Е сега услово за сигналите е да се користи наш брокер. Моментално снимаме видео, ќе биде објавено на нашиот вебсайт, кај што е објаснато се како функционира. Значи, маркет анализиве, Discord заедницата е за сите нас, сите да разговараме таму, да даваме мислење, да даваме трейдинг идеи, да даваме значи Форекс заедница. Се што е за Форекс да прашуваме. Сега моментално само јас пишувам. Најверојатно сте нови, не ви е згодно, ви е страм, не знам искрено, или Discord заедницата е стриктно да комуницираме ја внатре и да делиме трейдинг идеи. Се може да се одмутирате сите и да почнеме да се поразговараме, мислам чисто. Не мора да пишувате на чат. Димитар, Да, да ми пуштите мене линк од Дискордот, ќе може? да, секако. Значи, Окей. има Discord, имаме вебсайт, имаме на Инстаграм сме најактивни. Значи се што не ви е Добро, јасно. гледам. Сега пак ќе кажам, би сакал да имаме уште еден митинг измеѓу недела, кај што ќе разговараме маркет кап, маркет анализа, сме влегле во entry, зошто сме влегле, како сме влегле. Да се разговара поактивно, сакаме сега моментално јас сам разговарам, пак ќе кажам, не има и многу Не, што че се има. нови, да, Да. има и многу што се Еве нови. сега и ја ве најдов, да се избирам вака што ти упаѓам муабет, сега и ја ве најдов, значи ја некој година дена се занимавам со ова. Така? Така да искрено ми требаше пријатели уврска со оваа работа и е многу погодно што е вака. Има некој што веќе го работи ова на овој начин, така да и поздравувам многу што ова го правите на некој начин на бесплатно ниво уште, да. Да, има бесплатна И едукација, имаме цела академија од 100 видеа е снимена на YouTube. Значи ова е
Целта е борба против лажниот свет како е представен Форекс, тоа ни е наша цел. Значи, Многу ве поздравувам да, во ова и ве поддржувам искрено. затоа се тие маркет анализи, во недела седиме правиме маркет анализа, секој ден има маркет апдейтс, иди ентри сигнал, тоа е затворена група, пак ќе кажам че има видео зошто, што и како. Влегуваме, објаснуваме зошто сме влегле, значи цел концепт е нешто, сега е пак во овој концепт ние имаме каде ние Добро, сме го ваша правеле нешто, стратегија да. лично, Да, 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 сме да, го правеле и порано или сега пак, знаеш, секогаш кога ќе одиш јавно, секогаш треба да се надоградуваш, да имаш нови идеи. А, така, целта е така. битно, тој што сака да види трейдер има опција, тој што сака да заработува има опција, тој што сака да учи, што сака да дава идеи, секаква опција е добре дојдена, така да и јас некош Одлично. грешам, фала му Бога, значи луѓе сме, сакам и фидбек од вас и така натаму. Пак ќе Точно, гледам точно. од следната недела сакам значи да го припремам јас маркетот сам. Правиме митинг и ви кажувам ова вака, ова вака, ова вака. Тоа јас имам 1000 елементи да ги објаснувам, а која е целта ако некој влези прв пат, која му е целта, тој ќе се исплаши. Не сакам да ве плашам, иначе има премногу Ќе се елементи, да. збуни, Да, 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 да. ја имам премногу елементи што можам да ги збарувам до утре. Али целта е да заработиме, односно keep it simple, она што вика, да биде Да, да, да. поедноставно за кога ќе дојде некој нов да рече, окей, ова стварно може и секој да го прави ако сака и така натаму. Така да пак во овој концепт сум уште нов, сакам да опфатам и почетници, сакам да опфатам и тие што имаат искуство и некој што има идеја, значи да учиме, да се споделуваме се. Тоа е целта на проектот. Така, одлично, Димитар. Ја искрено сум многу среќен во моментот што најдов вакви луѓе, така да не знам колку Миломе. време постоите вака како група. Активно постоиме 2 години. А, 2 години. имавме, првен бевме затворена група, приватна, значи академија, има тука и студенти што ја од академијата. Бевме двајца ментори, при што едниот одлучи да би си остани да се тргни од јавноста, така да се сум моментално сам. Не се декларирам ко ментор, пошто немам уште академија напишано, али вака сакам прво да ве доловам, а после и ќе ја напишам таа академија и ќе биде пак исто објавена без пари. Се што сме правели, иначе тргувавме ICT концепт, не знам дали ги знаеш. Таму има Да, да, да. преголеми елементи, значи премногу комплексен концепт, Збунувачки, да, да, доста збунувачки. кај што решивме, окей, дај да компресираме да биде полесно, пошто алгоритамски да тргуваш, јас сум тргувал на 1 минута, сега што зборувам овде, јас слегувам до 15 минути, тој ми е најмал таймфрем, многу ретко, што најдов поинаков Да, начин да јас е се уште се полесно. држам на 1 минута, да. Да, да, јас најдов полесен Тесно знае начин, да да. ме кикне. Да, да, многу е манипулативно и сакавме да Манипулативно има многу нојс, да. да, Учева има тоа и ненадејни потези има на толку на помал таймфрем. Меѓутоа, за трейдање на помал таймфрем, навистина треба големо искуство. Стварно треба големо искуство и познавање на маркетот, едноставно да се соживееш со некој асет. За да душа ми успева добро во последно време. Ја трейдам, значи, ICT концепт, некој SMC концепт, некои стратегии ги скомбинирав и на некој начин полека почнав сам да си создавам своја лична стратегија. Така да најдобро им би препорачал на сите нови, значи да не се откажуваат лесно од оваа работа и да размислуваат со отворена глава, значи многу опции има во оваа работа и највише што најмногу ме влече е што си сам со себе во оваа работа. Значи сам свој газда си, никој не ти седи на глава и што ќе направиш ти правиш сам за себе. Сега, материјал имате на интернет многу, значи што можете да научите for free, значи бесплатно. И меѓутоа највише што може да ве донесе профитабилен е дремењето на чарт, што се вика. Пратењето на цената и сите оние концепти, значи, да ги согледате на чарт и да ги составите и самите лична собствена стратегија да
да креирате и мислам дека тоа е најуспешниот модел на Форекс која би работел. Сега, овие групи, овие заедници како вашава се од многу големо значење за споделување на искуства, значи и што се вика оние аха моменти. Значи секој доаѓа до проблеми, значи во ова ќе се среќаваат, значи новите сигурно ќе се среќаваат, па ова не функционира, ова е превара, овака, ова така. Меѓутоа, не е баш така. Ако создадете, значи, некој концепт, некоја стратегија соодветна, што е профитабилна, да збориме реално 100% ништо не поминува во ова. 100% значи не функционира ни една стратегија, меѓутоа доста, значи, да речеме до 70, над 50% да е профитабилна стратегијата со риск to reward, да речеме 1:2, 1:3, сигурно дека ќе бидете профитабилни и ќе обстаите на маркетот. Така да Тешка Дечки, игра од е ова, да. А 100% дали знаеш што е? Мислам дали знаете. Јас 100% за мене само смрт, а друго нема ништо 100%. Да, Така точно. да, тоа е тоа. Смртта ми е Бидете загарантирана, да. друго ти е све 50-50, или ти е. Да, не, нема овде или момент, овде имаме, значи, строги правила, строга приказна за ова што Да. правиме, така да не е или, туку чекаме Точно, момент, меѓутоа чекаме да... првичната мисла е секогаш или. Значи маркетот оди или горе или доле, разбираш? Да, Се на фала која Богу. страна ќе се најдеш, зависи од тебе. Е така. Дали има некој нешто да додај да праша од другиве, да му дајме време или да завршиме тука? Океј, онда видео ќе биде пуштено, мислам, вечерва и остануваме на Discord, на Telegram, на Instagram, се што е нов апдейт, ако случајно, јас пак ќе ги проверувам прави, ако случајно имам нов price section, нешто убаво, интересно на другиве, слободно ќе споделам, ќе додадам, ако вие имате истото. Среќна недела и нека ви биде на сите профитабилна. Ве поздравувам. Добро, че. Поздрав до сите. Се гледаме во днина. Се најдобро. Се најдобро. Сима. Чао.